За привилегијата да се обраќате секојдневно на публиката, но од друга страна и за стресот и одговорноста кој што го носи медиумската работа, имаат многу што да кажат и нашите следни гости. Чести задоволства ми е што ги имаме во студиото 3 на Македонската телевизија, бидејќи имаат големо работно искуство за кое што ние можеме да разговараме. Добро утро за Лиљана Крстева и Марко Коловски, препознатливи ликови, нема апсолутно потреба за дополнителна најава. Благодарам многу што најдовте време ова саботно утро да го посветите на нас и да се подсетиме на оние убави години во Македонската радиотелевизија. Добре ни дојдовте. Добре ве најдовме. Најнапред поздрав до гледачите на Македонската телевизија. Многу ми недостасувате. Пријатен ден и гледајте не. Ова е ликот. И јас емотивно го доживеав. Лиљана, ова е гласот кој што со години го слушавме и гледавме вашиот лик меѓу другото на Македонската радиотелевизија. Ќе им кажеме на гледачите еден интересен податок. Почнувате да работите 60-тите години, но 2 години пред да се појавите на екран го печете занаетот. Да. 67 година на аудиција во Македонската телевизија, радиотелевизија Скопје тогаш се викаше, се пријавивме веројатно 700-800 кандидати, од кои беше една голема селекција, 30 од 30. 8 од тие 8 четворица, Ружа Карајанова, Драган Михајловски, не овој Драган Мијалковски, Симон Беличанец и јас. Бевме во аудиолошкиот центар 2 години, 4 семестра, со професори од областа на акустиката, македонскиот јазик, стилистика и музика, ред други области кои треба да ги дишење нормално, да ги поседува секој кој сака да се појави пред екранот, не сака, туку треба да се појави подготвен. Тоа беа 2 години, почнав како најавувач. Првин малку работев во радиото, станував наутро и ја разбирам вашата трема и потреба да сте спремни, да сте подготвени, максимална подготовка. Потоа почнав со најава, Лаки пред малку кажа, во едно мало студио во старата телевизија во Нерези, 3 на 2 веројатно беше. Седев на столче, ја кажував најавата. Добар ден, почитувани гледачи, ја кажував генералната најава, па потоа се вртеше камерата, ја викавме морска камера. При доаѓањето, при транспортот, паднала в море, па така беше морска камера, се вртеше на другата страна кај столчето, седнував и ги читав првите утрински вести. Постапно тоа одеше од вести на Дневник, па други емисии, водење на фестивали. Оваа работа ми донесе многу богатство, бидејќи ги прошетав сите простори на поранешна Југославија. Нема сцена, освен Загребски ватросат Лински, каде што не сум водела. Опатиски фестивал, Сараево Скендерија, во Дом на синдикатите во Белград, Лав Хотел Сплит, Скопскиот фестивал се разбира во Универзалната сала, Валандово 13-14 години, Евровизискиот фестивал што се одржуваше во Скопје 85-та година. Прекрасни искуства, работа и со други колеги од другојазично подрачје, меѓутоа јас зборував на македонски јазик. Морам да кажам еден куриозитет за моето прво гостување на Опатискиот фестивал. Режисер беше познатиот македонски режисер Ангел Миладинов. Здраво, Скопјанче, како си дошол, како те примија? Јас реков, па добро. Ме подготвија и со облека и се, јас веројатно сум подготвена и со јазикот, нели, ги учам најавите, меѓутоа мислам дека имам малку најави, тој ми рече, добро, облеката ти е коректна, а за другото не се секирај. И јас така си останав вечерта, победи текстот за композицијата Моја гитара. Зоран Ѓоргиев ја пееше. Од зад сцената ми го дадоа текстот на песната Мојата гитара, крупен клан, јас пред југословенскиот аудиториум, веројатно 20 на милиони гледачи, ја кажав
ја прочитав таа песна. Бев многу горда, бидејќи не направив грешка, нели? И убаво ја прочитав и тој ми рече, сега си ми го обелила образот. И тоа сум му благодарна. И тие зборови многу Многу значат, Да. многу значат. Тоа се работи кои остануваат длабоко во сеќавањето дека без подготовка, без работа, нели има 3 компоненти: талент, амбиција и труд. Како вие сами ќе ги подготвите, ќе ги подредите? Талентот е неопходен, амбицијата се разбира. Меѓутоа, трудот, тука треба да се вклучи и да се употреби сиот потенцијал кој го носиме. Да го земеме багажот, бидејќи од македонската телевизија отидов во Телма, 13 години, ги читав документарците, со кои прошетав визуелно низ сите предели и сите теми кои ме интересирале. Потоа одев и во Високата школа за новинарство и таму вршев обука. Сите тие работи ме направија побогата. Ми го збогатија светогледот. Јас станав, можеби, поблагородна. И го пренесував, бидејќи се почнав да се занимавам со педагошката работа. Ми го збогатија моето чувство дека сум потребна. Марко, вашата кариера во Македонското радио започнува во 80-тите години и се уште ви е љубов. Како почна радиоприказната? Па не можем да кажем дека почна неочекувано. Веројатно беше очекувано. Јас бев прв студент на одделот за музикологија и прв дипломиран студент. И уште во текот на студиите пројавував интерес за одредени области, кои што беа интересни на тогашните шеми на Македонското радио. Дел од студиите ги имав во Белград, дел од студиите во Загреб и уште тогаш напишав неколку, би рекол, и од денешна перспектива интересни есеи од областа на естетиката и на социологијата на музиката. И тие беа забележани од тогашните луѓе во тие сегменти на Македонското радио, а станува збор за третата програма на Македонското радио, која што ја нема. Таа се формира 1979 година и се формира како навистина елитна програма во смисла на тоа дека третира теми од науката, филозофијата, од класичната музика и така натаму и така натаму. И тие текстови беа објавени на програмата на тогашната трета програма на Радио Скопје. Јас се сеќавам со каков трепет кога ги слушнав дека не ги читаат гласовите на Миле Попов и на Симон Беличанец и тие одеднаш добија една поинаква смисла во мојата глава, иако јас сум ги пишувал. И морам да кажам, веројатно е тој момент во кој што јас сватив дека гласот може да додаде исто онака како што може да одземе на одредена мисла. Но пресудно за доаѓањето во Македонското радио беше тоа што тогаш се водеше сметка за кадрите кои што завршуваат на нашите факултети и помалку или повеќе по една мала, би рекол, за мене драга, но секако епизодна предвојска, повојска работа во Струга и Струшко, каде што јас, од каде што сум роден, веќе во предпочетокот на средината на 80-те години јас бев повикан всушност да дојдам и да се јавам на конкурсот кој што како да беше распишен за мене и така почна. Јас всушност започнав во третата програма и започнав во оваа зграда, иако Македонското радио и Македонската радио телевизија се уште беа во Нерези и се преселија овдека. И од тогаш, како да кажам, ја почувствував опојноста, се разбира и сите предизвици и сите тешкоти кои што ги носи новинарството и работата во Македонското радио за мене, но и во Македонската радио телевизија, бидејќи соработував и со телевизијата и сето она што го дава. Понатаму имаше одреден период во кој што можев и поинаку можеше да се развива мојата
кариера. Подоцна многу луѓе ми забележува зашто не сум отишол во академските води, бидејќи имаше одредени кризи и веќе не постои одделот за музикологија. Меѓутоа, јас никогаш не сум зажалил, бидејќи она што Македонското радио и Македонската радиотелевизија го даваше во тие години, никаде не можеше да се најде. Допирот, да речеме, со концертната сезона на Европската радиодифузна унија, никаде не можеше да се има, сем во Македонското радио, односно на програмата на третата програма на Македонското радио. Патувањето на фестивалите за кои што спомна и Лиле, во случајот таа зборува за во Раденци, но јас зборувам за оние кои што беа за класичната музика, кај што јас бев главната и доминантна насоченост беше моја таму. Да кажеме, опатиската трибина на југословенското музичко творештво. Тоа беа искуства кои што не може да се стекнат доколку работите вие некаде на високообразовните институции. Невозможно беше да се направи. Се до тоа, заедно со нешто што беше, да кажеме, мене под денеска ми изгледа помалку смешно. Јас многу брзо напредував и во 87 година ме ставија да бидам уредник на програмата на секторот, на музичкиот сектор на првата програма на Македонското радио, кај што работеа великани, да не ги спомнуваме имињата од Стојче Точевски, Димче Николевски, Бранко Глигоров и така натаму. Бранко Глигоров музика ми предаваше. Да. И сега јас со неполни 30 години станав уредник. И тоа станав во едноумие, во кое што јас не бев, и нити сум бил, нити денеска сум, член на партија. И денеска кој ќе слушнам, ама знаете, тогаш така и така и така, и јас бегам, луѓе, што зборуваат? Па тогаш јас бев сведок и учесник во таа работа и на своја кожа го почувствував, па тогаш врз мојот пример се зборувам и уште некои други примери, тогаш се водеше сметка кој вреди и кој треба да биде нешто. Не сакам при тоа да си оддадам некаква, кој знае какво значење, да си придадам себе си, но сепак сакам да кажам, сето тоа беа фактори јас да бидам, да останам, да бидам благодарен и се разбира да дадам се што може да дадам на Македонското радио, што и го правев барем во наредните 15 на години. Се ќе кажете зошто, но и понатаму јас и денес го давам се за тоа. Лилјана, работата во вие сте синоним за стресно секојдневие. Секојдневие кое што бара апсолутна концентрација и каде што нема импровизација. И кога сме кај моментот стрес, тоа се носи дома и тоа генерално во годините кои што следуваат остава големи траги. Да. За се има наука. Први, нашата работа се состои од правилно дишење. Ако вие не можете да го контролирате дишењето, а тоа се учи нормално, ако не сте подготвени со материјалите кои треба да ги презентирате, со гостите да комуницирате, не можете да бидете комплетна личност. Морате да сте максимално подготвени, длабоко да вдишите, да издишите, да се концентрирате на себе. Вратата од студиото штом се затвори. Вие треба да владеете со студиото. Вие треба да владеете со гостите, да знаете, да сте подготвени. Не е важно дали ве интересира таа тема која обработувате. Начинот на кој го водите, тоа ќе го наведете со говорникот. Да не се напрегате, не знам колку да го надминете него. Тој е дојден за вас. Не сте вие за него. И секогаш кога гледачите ни се на прво место, кога не сме ние на прво место, туку ние сме за нив седнати, ние ја постигнуваме целта. Во моментот кога гледачите ќе седнат, денеска водителка е таа и таа, или денеска вестите ги чита таа и таа. Седнуваат за вас. Тогаш сте ја постигнале целта. А кога јас сум на екранот, тогаш тоа ви дополнителен стрес ви прави. Тогаш вие не сте вие.
тогаш дел од вас трепери, се губи и не се дава саканиот ефект. Да. Труд, амбиција и талент. Талентот зависи од вас, зависи како тие три елементи ќе ги поставите. Без талентот нели не се може. Амбицијата е потребна, а трудот, тоа е најважното. Тоа треба да го сватат младите. Багажот. Една торба од оваа страна, друга торба од оваа страна. Тоа е се знаењето кое го собирате. Ако не ги слушав пладневните вести на Радио Скопје, ако не слушав радио, ако не бев информирана, не можев да го дадам ефектот на крај. И не можев јас да бидам таа, ако не сум информирана. Како ќе го прочитам тој глас или тој збор демилитаризирана зона на која ни се кршеше јазикот, или најави од типот председателот на председателството на реченица од 4 реда за да се каже функцијата на... Да, секако, Марко, повелете. Значи, како човек од радиото, каде што гласот е секогаш примарен. Тоа е, како да кажем, тоа е основното средство. Преку него се легитимирате. Преку него слушател ве запознава, ве препознава. Да. Јас се скоро бе во едно киченско село, па ми приваѓа во планина. Ми приваѓа еден работеа нешто и вели, извинете, вие да не сте Марко Коловски? И јас се изненадив. Од каде? Јас слушам ноќе Радио Скопје и вашата музика, класична пуштам ноќе и ја најавувам и така натаму и така натаму. Значи, сакам да кажам нешто друго. Секогаш сум бил свесен за тежината на ова што го зборува Лиле. Мене ми било релативно полесно. Јас сум пишувал текстови и пишувајќи, јас сум ги слушал. Јас тој секогаш и денес тоа го правам. Било што да напишам, јас го слушам текстот. И јас ја знам реченицата и знам како ќе изгледа. Но замислете сега оние кои што читаат туѓи текстови. Значи, она што го правеше... Ние сме репродуктивци. Токму, тоа сакам да кажем. Сега, јас се восхитував на нашите врвни спикери, на Миле Попов, на Иван Антонов. Но се зборувам за радиото. Бидејќи тие даваа нешто... Ама од радио и тој е потекнат, точно. Но на телевизија ситуацијата е уште двојно посложена, бидејќи меѓу другото во радиото вие не размислувате како изгледате, дали некој ве гледа, дали ќе бидете искривени или исправени. На телевизија мора и тој додаток да го дадете. И сега, кога сето тоа ќе го направите, се разбира, гледачите не може да знаат која е тежината на сето тоа, но колкаво е значењето да не зборувам, бидејќи ние денеска сме свесни. И пред малку разговаравме со Лиле, благодарение на македонската радиотелевизија, која што е една од столбовите на македонскиот право, говор и на македонскиот нормиран јазик. И затоа е еден од столбовите на македонската држава и државност. Стресот не ве одминал, Марко, ни вас низ годините. Имам информација да речеме дека години заред во текот на ноќта сте пишувале рецензии по концерти за да може веќе следното утро да го прочитате текстот или информацијата на гледачите. Тоа е дополнителен стрес кој што подоцна се рефлектира и на семејството. Тој момент сакам да го споменам. Да, јас за мене можем да кажам, јас и за некои дури од колегите од радиото. Навистина одговорност, стресот е поврзан всушност и со одговорноста пред задачата. Јас денеска доаѓам на мои толку и толку години пред крајот на својата новинарска кариера и јас од вчера или денеска мене денот ми е вознемирен. Знаете, и сега замислете го, јас ќе заминам од оваа емисија и мене ќе ми спласне таа тензија. Но јас ве замислувам вас. Адреналинот. Ве замислувам вас, кој што секојдневно тоа го правите и се разбира и себе си, но во една малку поинаква ситуација. Јас во студиото, бидејќи ево да се земам рецензиите кои што сум го пишувал до пред 2-3 години, неколку стотини, јас ја имав привилегијата никој да не ме гледа, сем техничарот, и јас кој ќе ја прочитам, или кој ќе прочитам некој пасус, да му речам, не, застане, врати се уште еднаш, бидејќи не ми звучи, или оној збор тамо и тамо не го прочитав вака или онака. Таа
привилегија, ја спласнува тензијата на тремата за која што зборуваме, но јас бев во важно. многу поповолна ситуација, бидејќи мојот сопруг, починат сопруг, Благој Крстев, имаше прекар Љуман, беше вработен во македонската телевизија, беше уредник на документарната програма и беше директор на програмата на македонската телевизија. Вработен исто тука, имаше потполно разбирање и кога ќе се вратев од програма навечер во 11, во 12. Зависи кога завршуваше третото издание. Прво ќе ме пречекаше и ќе речеше како помина, а јас молчев. Молчев едно 5-6 минути. Во последните години ме снимаше и ќе ми речеше, па биваше ли ова вака да го кажеш или биваше ли ова да го кажеш. И така двајцата разговаравме, имав максимална поддршка од него, разбирање, или ќе одмолчам, или ќе се вратам еуфорична. Меѓутоа, му благодарам што беше дел од мене. Што е она што прво го забележувате кога гледате телевизија или, Марко Евеле, во вашиот случај кога слушате радио, елементите поврзани со вашата професија или генерално комплетниот производ? Јас го гледам генерално комплетниот производ. Прво, телевизијата е, нели, визуелно, аудиолошки. Прво го прифаќам или не го прифаќам Така. човекот. А потоа, штом ќе пушти глас, па мислам дека на прв поглед ми е така, ќе видам кога ќе отвори уста и кога ќе видам дека има материјал, останувам да го гледам. Ако не ми се допаѓа, јас менувам канал. И се почесто менувам канал, за жал, бидејќи македонскиот стандарден јазик, нормираниот македонски јазик кој треба да го негуваме како очите во главата, бидејќи тој е нашата татковина. Вие млади луѓе, внимавајте, ако се изгуби јазикот, ќе не нема нас. За жал. Немојте да го дозволите тоа. Во последно време, една крилатица, дијалектите се гордоста и богатството на македонскиот јазик. Точно е тоа. Меѓутоа, дијалекти на македонска национална телевизија, дијалекти на факултетите, во средните школи, во градинките, во училиштата, тоа е недозволиво. Зошто да не негираат сите одстрана, ако ние самите не си се почитуваме, ако ние самите не си го негуваме јазикот? Зошто да употребуваме разни изми? Зошто младите прво да го научат англискиот јазик, а потоа македонскиот? Каква основа е тоа? Како ќе го научат македонскиот јазик, а англискиот јазик како не го научат македонскиот? Основата. Затоа, со сите сили и сите установи треба да се борат да обстоиме. Да не има. Па да, јас сакам да кажем, веројатно го доживуваме медиумот слично и двајцата. Како што јас често пати сакам да кажам, јас не сум ја имал привилегијата во животот музиката на концерти да ја слушам како еден обичен слушател, бидејќи секогаш сум слушал нешто друго што обичните слушатели не слушале. Или сум се напрегал да слушам нешто друго, сум бил со одредена задача. Овдека не сум со задача, но и кога да го пуштам радиото, или кога да ја видам телевизијата, и која и да е телевизија, во очи ми паѓаат работи кои што за обичниот гледач или слушател не му паѓаат. Пример, дали темата за која што се зборува е соодветна за времето во кое што се пласира. Дали музиката која што ја придружува или која што оди пред тој, потоа е соодветна за времето во кое што или за темата која што се пласира. Дали новинарот е подготвен за темата или не е подготвен. Дали начинот на поставувањето на прашањата е соодветен или не е соодветен. Дали е предолг или е прекус. Дали му дава простор на соговорникот. Дали одбрал добар соговорник. Дали и така натаму. Значи, јас се уште сум во некој филм на некаква технологија, бидејќи долги години сум размислувал на тој начин. Сум бил уредник кој што морал да размислува за токму за
милиона аспекти на начинот на правењето на одредена програма и сега јас не сум во состојба да седнам и да го слушам радиото и тоа да биде некаква завеса. Не. И од тие причини, веројатно, радиото јас не го слушам премногу интензивно. Затоа што доколку го слушам, тоа повторно кај мене црпи одредена енергија која што веќе сите помалку ја имаме, бидејќи сме оптоварени од се и се што во секојдневниот живот. Но радиото не е единствениот медиум во кој што имате искуство. Тука е и пишаниот медиум, тука е и телевизијата. Па некако и следното прашање за двајцата е исто. Како е, ајде да кажеме, замислувате македонската радио телевизија во годините кои што како би сакале да ја видите македонската радио телевизија во годините кои што следат? Еве за почеток следните 75. Па би сакала да се негува македонскиот јазик, да има се повеќе емисии од областа на, бидејќи тоа е и функцијата на македонската телевизија. Тоа е национална телевизија. На неа треба да се чуе македонскиот нормиран јазик, стандарден, да нема дијалекти, недозволиво е тоа, да има емисии образовни. Веќе почнаа со емисии за деца и младинци. Потоа да има коректност. Да има емисии кои ќе не збогатат, да има документарци, не со титул, да има нахсинхронизирани, бидејќи нахсинхронизацијата, ја мислам, за врв во спикерството. Топлиот глас може да ве пренесе каде сакате. Топлиот глас може да ја упропасти емисијата и може да ја издигне на повисоко ниво, како што кажам. Јас, ако се оттргнем од она што би било некаква површна дневна перцепција во која што зборуваме, нели, овој наваму или оној натаму, или треба малку да биде поинаку. Значи, во таа смисла може да биде одговорот и многу краток. Краткиот одговор би сакал македонската радио телевизија во пристапот, во подготовката, во кадровската екипираност, во квалитетот на кадрите, да биде барем во рангот на она време во кое што јас дојдов во македонската радио телевизија, а да ги користи сите придобивки технички, технолошки кои што произлегуваат од денешнинава. Меѓутоа, ако поконкретно сега сакате нешто да кажам, јас би обрнал внимание на две работи кои што се клучни. Многу пати биле спомнувани, но не верувам дека луѓето секогаш или сите биле свесни за длабочината и за суштината на двете работи. Македонската радио телевизија навистина е еден од столбовите на македонската државност. Ние денеска опфативме еден од аспектите на таа државност. Тоа е македонскиот јазик, нормираниот македонски јазик, потребата и така натаму, кои што се негувале и се негуваат се уште како некаква инерција во македонската радио телевизија. Јас сакам да кажам нешто што е поврзано и со радиото и со мојата професија. Значи, вториот битен и клучен елемент е духот. Значи, нашиот идентитет, духот на македонецот. Музиката, која што ја продуцираше македонската радио телевизија, која што се разлеваше низ етерот, и го градеше, да кажам, или го доградуваше, или го зацврснуваше идентитетот на овој народ, е всушност музиката која што се произведуваше во македонската радио телевизија со највисоките стандарди кои што можеше да ги има во нашата држава. Потребата од ревитализирање на едно такво производство кое што ќе го чува и крепи тој дух и ќе го развива понатаму и ќе ги поставува стандардите на еродираната, би рекол, естрада е денеска ми се чини исто толку голема колку и во 50-те години и 60-тите, и она што може би најмногу ме боли, а што е многу лесно решливо и за кој што јас сум пишувал, ама сега не е ни битно да зборувам во кои разноразни материјали овдека, тоа е што направивме ние со тој дух
кој што е запечатен во трезорите на македонската радиотелевизија. Каде се? Слушам дека дел од тие трезори во македонската телевизија и нешто се прави, и нешто од тоа гледам. Но можам да ви кажам, во македонското радио речиси ништо не се прави. Односно, луѓето несвесни веројатно за ова што го зборувам, дозволуваат дел од тој дух да испарува. Лентите на кои што се снимени великаните на македонската, не само музичка, туку на македонската култура. Ви погледнете ги составот на Македонската академија на науките и уметностите, половина од нив биле членови на македонската радиотелевизија. Погледнете ги добитниците на највисоките државни награди во сите години од кога се доделуваат. Половина се биле во македонската радио. И сите тие се во нашите фонодокументации, зборувам за радиото, или во видеодокументациите. Не смееме да дозволиме тие да останат не дигитализирани и да останат недостапни или ограничено достапни за јавноста. Ете, тоа е мојата порака и мојата желба за македонското Има радио. многу прашања, времето на вистина не гази. Благодарам многу што дојдовте во утринската програма. Лилјана, вие имате активен пензионерски живот, нешто што ви носи многу радост во секојдневието и јас се извинувам што украдовме некој половина час. Морам да ги поздравам гледачите на македонската телевизија, да ви го честитам јубилејот, на сите вработени, пред и зад камерите, бидејќи без тие зад камерите нема да не има нас. Без таа соработка никогаш не би можеле да бидеме ова што сме. Апсолутно. Многу успех, а инаку поздрав до моите две сонца, Марко и Ведран, кои ми го исполнуваат времето и кои ме прават среќна. И сака баба. И ве враќаме кај ни веднаш по емисијата. Благодарам многу, ми беше чест и задоволство. Почнавме со разговорот, Марко, споменавте, имаме стрес и пред денешниот разговор. Јас имав многу повеќе стрес, имајќи предвид пред кого треба да се појавам утрово, гледачите секако, но вие сте едни од плејадата кои оставија голем печат во македонската радиотелевизија. Сето тоа е работа. Тина, сето тоа е работа. Работа врз себе. Работа врз себе, подготвување. Но и голем товар на плеќи кој што ние треба да го носиме и да го оправдаме. Да го оправдате точно со разбирањето домашно. Благодарам многу. Останете на првиот канал на МТВ. Кусо дел од програмската понуда и секако завршуваме со музика.